На вакви средби проблемите може да се решаваат на лице место, порача председателот на владата за спроведување на избори Емил Димитриев на работната средба со представници на Државната изборна комисија, на која што присуствуваа и министрите. Јас сум убеден дека преку една поинтензивна комуникација меѓу владата и ДИК ќе направиме услови за реализирање на изборите на 24 април. Предпочитам комуникацијата да ја водиме преку вакви средби. Сметам дека преку оваа форма ќе имаме најдобра можност и начин да ги решаваме проблемите. Самата природа на проблемите не е таква да не може да бидат решени. Верувам во капацитетот на моите соработници, а знам дека и вие сте на линија да направите максимум за изборите да бидат организирани на еден фер и демократски начин, рече Димитриев на средбата со представниците на Државната изборна комисија. МЕПСО денеска го пушта во употреба 400 киловолтниот далновод што ги поврзува електропреносните системи на Република Македонија и на Република Србија. Македонија инвестираше над 11 милиони евра во 70 километри 400 киловолтниот далновод. На пуштањето во употреба ќе бидат присутни Синиша Спасов, генерален директор на МЕПСО, и Бранко Шумоња, извршниот директор за управување и пазар на електростопанството на Србија. Одлуката на Виена да постави горна граница на бројот на баратели на азил кои ќе ги прими представува повик за будење, со цел да се поттикне Европа да изнајде заедничко решение за мигрантската криза, изјави шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц. Нашата национална акција пред се е повик за будење на Брисел. Верувам дека постои долгорочно европско решение, но се додека тоа не се најде, мораме сами да се заштитиме, вели Курц за германскиот весник Билд. А шведската полиција ги крие податоците за кривичните дела што ги сториле бегалци и тие информации ги заведува под таен код 291, тврди денеска дневниот весник Дагенс Нихетер. Весникот истакнува дека информациите за кривичните дела во кои бегалците се жртви или сторители се заведуваат со таен код, а дека на полицајците со интерни наредби им е кажано ништо од тоа да не допре до јавноста.